буквално ве плаќаат за да сонувате. И затоа мислам дека артистите секогаш си остануваат деца во душа. Едноставно со тоа ставање на ликовите во зададени околности, сватив дека можеби јас треба да си се ставам самата себе си во некои зададени околности за да си се запознам. Многу деца си се пронајдоа во тие наши улоги и некако израсна со нас, а улогите се така добро напишани што навистина од какви проблеми и да се и во какви околности и да се, на крајот си го наоѓаат својот пат. Знаете, филмови кога се снимаат, тоа не знаеш каде ќе заврши. Може воопшто никој никогаш да не го види филмот или да излезе пред многу малку луѓе, може и да добие многу светска слава како што излезе со Sisterhood. И затоа секоја улога се тргнува да се работи со ист интензитет, бидејќи не знаеш каде ќе стигне. Самата глума која те учи многу на емпатија и на разбирање, мислам дека многу повеќе сум окей со тоа да бидам навистина тоа што сум и дека на крај на денот која е поентата да изиграваме нешто што не сме и да си се мачиме сами себе. Од најмала возраст кога ќе почнеш да се одделуваш од тоа што го прават твоите врсници, нема да бидеш прифатен и тоа е факт. И јас сум го поминала тоа и тој булинг и самото тоа соголување на личноста кој си ти е многу поголем дел, да кажам, отколку тоа како изгледаш физички. Првата збирка што издаде на Солза е пишувана од перспектива на Хана Коен и тоа многу ме доближи до ликот. Моментално многу ми се допаѓа и пуштам хаус, афро хаус и ево последно ми се допаѓа Макаби. Добро дојдовте во уште еден подкаст со мене Мими. За тоа како е да се балансира помеѓу глумата, хартијата, миксетата, за стравовите на младите луѓе и како да се балансира и да се остане свој во еден свет кој што бара од вас да изберете само една професија. Моја гостинка во студиото е Марија Јанчевска, актерка. Добре дојде. Добро ве најдов. Млада актерка, имаш само 20 години, тоа е добро да се слушне, но веќе зад себе имаш навистина големо, богато искуство. Се сложуваш? Па се сложувам. Сега тоа баш пред да почнеме со подкастот, нели го зборувавме дека во секојдневниот живот, во тој хаос што ни се случува, нова брзо живење, никако не го, да речам, не го осеќам тоа колку работи се случуваат, ама кога ќе погледнам назад, би се сложила дека има тука што да се види. Ти дипломираше на факултетот? Не. Се уште? Уште сум. Се уште студираш? Што е 1 година имам. Како е да се менеџираат двете работи? И студиите, истите улоги кои што ги имаш, ке зборуваме секако подетално за твоите улоги до сегашни остварувања? Па искрено за мене не е воопшто тешко, бидејќи станува збор за работи кои навистина уживам да ги правам. И баш не знам некако никогаш кога сум на снимање или кога сум на проба, или кога пуштам музика, кога имам сет, никогаш не викам на работа, сум дека никогаш тоа не го гледам како работа и затоа мислам дека не е тешко. Во однос на организација на време е многу захтавно. Тоа можеби е клучниот дел што нели го прави малку да биде потешко, меѓутоа се стига до само добра организација и да го правиш тоа што го сакаш. И силна желба. Ќе се сложиш така. Пред се. Споменав и во најавата и сега спомена и ти дел, освен со глумата, ти пишуваш и поезија. Да. Но од последно време, последно ти е тоа како нешто најново, си диџеј. Па како сега сите овие работи се менаџираат во еден свет, како што кажав и во најавата, во кој што бара од тебе да се усмериш само во една професија, да работиш само една работа, таму да се докажуваш, како ги менаџираш сите тие? Па тоа пред себе рекла дека е грешка на системот, што самиот систем научи на 18 години ти да си решен што сакаш да бидеш, а ти реално ниту се познаваш, ниту си имал време да се запознаеш, мислам сите доаѓам или од средно, каде што горе-долу тоа е не, особено кај нас, немаш ти некои, ку знае какви можности да се испиташ во различни полиња во однос на тоа што сакаш да избереш за професија. Искрено, мене најмногу ме промени самата работа во однос на глумата, дека кога работиш на лик, за да го презентираш ликот пред публика, мора да му се доближиш на ликот и да го запознаеш. А самиот начин на запознавање на лик е ставање на ликот во различни околности. Значи го ставаш ликот во зададени околности. Дека тоа што е напишано на хартија толку ти се дава, ти нели мора вистински да го запознаеш, ти да си ликот. И едноставно со тоа ставање на ликовите во зададени околности, сватив дека можеби јас треба да си се ставам самата себе си во некои зададени околности за да си се запознавам. И од тоа многу експериментирање некако се запознав многу повеќе себе си, сватив дека ми е убаво да сум
позади миксета, убаво ми е да сум на сцена, убаво ми е да сум пред камера, убаво ми е да пишувам на таков начин. Тоа ми е некој си издувен вентил, да го кажам. И едноставно, можеби тоа е целата работа, да си се ставиме во зададени околности како начин да си се запознаеме себе си. Ти си, значи, на вистина уметничка душа, креативен лик кој што може буквално да ги менаџира сите тие работи, бидејќи ја имаш таа желба во себе која што бара од тебе да создаваш ново и ново, така. Па на крај на ден кога ќе се погледне севкупно, се станува збор за една иста работа, тоа е работа за која се пласира на луѓе. Дали е пишување, мислам пак тие книги се издаваат, пак се за публика да ги чита, дали е тоа нели глума, проекти, пак е тоа за публика или диџеј сетови. Би рекла дека искрено таа синергија што се случува помеѓу артистот и публиката е тоа што ме води. И затоа јас пак мислам дека истата работа работам, ка не се тоа некои различни, неспојливи работи. Интересно го представи сето тоа да се ставиш себе си во некоја зададена задача и тоа успешно очигледно го менаџираш. Кога се роди твојата желба, твојата љубов кон глумата? Имаше некој во околината? Значи, околу мене нема ни еден уметник, особено во мојата фамилија, сите се јас како што ги викам со некои сериозни работи, што никогаш ниту ме влечале, ниту сум сакала да ги разберам. И од тој аспект не сум имала некој што ми бил да ме повлече на уметноста. Мислам дека тоа пак некако природно само ми дојде и тоа многу мало. Јас кога требаше пример да се запишувам на факултет, воопшто не ми беше прашање што би правела во животот, туку само едноставно си го терав тоа што сум го почнала на 8 години. Почнав многу спонтано, почнав со снимање на радиодрами, бидејќи многу бев зборлеста, што може да се примети. И снимивме, тоа беа последните радиодрами што се снимеа во македонската радиотелевизија со таа стара генерација за која за среќа некако имав можност да ги запознам. И снимивме 96 радиодрами и од таму имаше некој патронат кај нас во училиште и беше Снежана Коневска Руси која требаше тоа да го режира. И јас бидејќи ги снимав тие радиодрами, не стигнав на кастингот и ја фатив буквално во последен момент пред да излезе. И баш тоа што ми беше наставничка тогаш и рече: "Ве молам застанете убаво, чита девојчева, да видите." И некако јас добив главна улога во драмски театар на 8 години. И се сеќавам тогаш требаше, моите има веќе резервирано да одиме во Италија. И јас дома на 8 години ги убедувам дека јас сум главна улога во драмски театар. На 8 години. И они ми викаат: "Марија, престани", вика, "одиме во Италија." И викам: "Вие одите во Италија, јас останувам", викам, "имам представа." И ние тука се објаснуваме, до последно они не ми веруваат дека и на крај отидоа, значи не може да се справат со мојот инат, отидоа они во Италија, ме оставија мене да играм таа представа што не ми веруваат дека сум главна улога. И стигна, и тоа ми е првата меморија што имам од сцена, дека тие стигна да се вратат од Италија, мајка ми кажа дека ќе ми прати, ќе знам дека се дојдени да ја гледаат представата. И буквално 10 минути пред да почне представата, мене ми стига букет со цвеќе и пишува со среќа маци. Не знам, тоа ми е баш една убава меморија и така почна се. После почнав на Златно Славејче одев, па таму излезе еден спот со, тогаш беше многу актуелен Даниел Кајмаковски, кога беше на X Factor на Евровизија и снимаше песна со Златно Славејче и во спотот излезе јас да сум некако и тоа отиде вирално. А јас на спотот воопшто не требаше да има зборување, а спотот почнува со мене како се расправам и глумам продуцент. И тоа отиде вирално, па таму ме запознаа режисери, па ме викаа за филмчиња кратки. И the rest is history. Така, од тука почна се, но ти добиваш улога во Sisterhood, кој што доби навистина меѓународно внимание. Како стигна до оваа улога и што за тебе значи ова искуство, дали тоа веќе онака сериозно ти крене и критериумите и те свести која си всушност, која е твојата улога и што се можеш да дадеш за на таа филмска сцена? Па повеќе би рекла дека ме збуни која сум јас, дека мислам проектот таков
таков размер и таков обем ми се случи многу рано. Знаете, филмови кога се снимаат, тоа не знаеш каде ќе заврши. Може воопшто никој никогаш да не го види филмот или да излезе пред многу малку луѓе, може и да добие многу светска слава како што излезе со Sisterhood. И затоа секоја улога се тргнува да се работи со ист интензитет, бидејќи не знаеш каде ќе стигне. Мислам, на крај на денот и не е ни успехот на филмот, туку што ти ќе извадиш и ќе пласираш на публиката. Sisterhood за мене беше преубаво искуство, прво искуство од таков размер како што кажав. За мене големо значење имаше тоа што работеа многу жени на филмот. Режисерката Дина Дума беше нели жена, Марија продуцентката, главните ликови, мислам целата приказна се врти околу женската фигура. И тоа некако многу ме поттикна дека иако на филмот пример имав прв бакнеш во живот ми беше на филмот. Ама тоа толку некако бидејќи бев околу жени и околу не знам луѓе што има многу разбирање, многу лесно го пребродив. И така натаму и пак станува збор за кога снимавме, јас имав 14 години. Да. И сепак станува збор за на мојот лик му се случува да излезе експлицитно видео, што за мене до тогаш беше сусема, мислам, многу далечно и не можев да се ставам, мислам, тешко ми беше да се ставам во таква позиција. И тој со првиот бакнеш и се понатаму. Мислам дека ми роди една многу голема желба за оваа професија во секој случај. И после тоа самото промовирање ми даде еден инсайт на тоа како е всушност и да си целиот процес од предпродукција, па самото снимање на филмот, па постпродукција и после самото промовирање, и баш ми даде еден убав поглед на што значи да бидеш дел од таков проект. Да ги наброиме и останатите твои улоги во Тин Камп. Што уште има Марија снимано, во која улога? Па Тин Камп имам неколку долгометражи. 3 сезони, така? Да. Филмови, Тин Камп, представи во театриве и така натаму. Тин Камп исто така излезе многу спонтано, затоа велам дека оваа работа е толку непредвидлива и дека една улога ти прави огромна разлика во животот. За мене Тин Камп, па од друга страна исто така беше едно преубаво огромно искуство, особено самиот факт дека траеше 3 години и баш се тие некои си клучни години каде што ние пораснавме како фамилија и Цаци Паковска, мислам, баш ни беше како втора мајка. И пораснав во однос на тоа дека различно е да работиш на таков проект за разлика од филм, бидејќи бара многу голема посветеност од друг аспект, бидејќи не знаеш ти во денот можеш да снимаш трета сцена од 7 епизода и втора епизода 4 сцена. И ти треба во тој момент да го знаеш развојот на ликот многу убаво, за да можеш да се префрлиш, да знаеш во таа сцена каков однос имаш со партнерот, до кај стигнат развојот на твојот лик и така натаму. Така да беше еден многу голем предизвик, искрено. А многу ме промени во однос на тоа дека Цаци многу алудираше на тоа да се лишиме и да се деиндивидуализираме од тоа како изгледаме пред камера и да бидеме сосема своји, дека едноставно се бавиш со јавна професија и вие тоа многу убаво го знаете, и дека пред камера си сега тоа е некогаш нели ќе се фати полош кадар и така натаму, а во ова време во кое што ние пред се растеме, каде што нели се бара таа совршеност, па и многу млади девојки подлежат на секакви естетски захвати многу рано и многу е тешко. Мислам, ти од филтри на Снеп и на Инстаграм, на Снепчат, на ТикТок, да се префрлиш на камера, кај што тоа што си, тоа се гледа. Изгора на тоа во глумата, сепак не се представуваш во светлото во кое што сакаш и ти одбираш да бидеш, туку едноставно тоа што ликот бара од тебе. И самото тоа соголување на личноста кој си ти е многу поголем дел, да кажам, отколку тоа како изгледаш физички. Така, ако направиш вака споредба, што за тебе е подобро, да играш улога во филм, во серија, која што ќе има неколку сезони, или пак на театарска сцена? Па искуството со Тин Камп многу ми значеше во однос на тоа дека
Многу е интересно да работиш на таков подолг проект, бидејќи самиот лик има многу поголем простор да се изгради. А од друга страна на филм е исто така па голем предизвик во толку краток рок и во неколку реплики ти да покажеш кој е ликот и што е. Театар па е сосема различна работа. Јас секогаш велам дека кога ќе ме прашаат дали филм и театар, јас викам тоа како да ме прашате дали тенисер, да прашате дали сакаш тенис или пинг-понг. Мислам, различно е сосема, си бара една различен пристап пред се. Мислам, и тоа е глума, и овој тенис и пинг-понг е удирање со топка Каде и со се чувствуваш ракета, ти поприродно, повеќе своја, да речеме, каде ти е полесно, бидејќи театарот сепак директно се соочуваш со публиката пред тебе и веројатно тука тежината е малку поголема. Па дефинитивно е поголема и сметам дека за театар имам многу повеќе фурни леп да изедам, за да бидам по-своја на своја. А веќе пред камера мислам дека имам изградено некој си механизам и метод кој што ми функционира и полесно поминувам пред камера. А ова во театар е малку позахтевно, бидејќи од друга страна си бара еден континуитет, дека ти денес може да изиграш супер улогата, ама утре се почнува од почеток и се случува во моментот. Така. Играш улога и во Уби ги првотицата, да не го изоставим и ова, сепак Да. со толку малку години би рекла 20, имаш навистина преголемо искуство. Како беше искуството со овој филм? Исто така преубаво, јас навистина не сум имала никое негативно искуство на сет или во театар. Таму беше па голем предизвик, бидејќи беше нешто сосема различно, беше многу акционо, имаше оружје, беше преинтересно. Таму се сеќавам дека вежбав балет, бидејќи ликот беше балерина и многу ми беше интересно. Што се треба да направи еден актер за да може да се... Да, ама нас, например, професорот на факултет, што ни е ментор, убаво ни кажува, ни вели, вие, кога ќе работите на проект во однос на глуман или дали театар или филм, буквално ве плаќаат за да сонувате. И затоа мислам дека артистите секогаш си остануваат деца во душа, дека ти мора да си дете, мора да си допуштиш да си играш за нешто да излезе од тебе. Така да, сепак е голем предизвик, да. Јас си играм. Треба многу работи да одговорност. научиш, да ги осознаеш, да ги вежбаш, буквално да ги учиш и професионално, за да влезеш во улогата. Колку е тешко да се влезе во една улога? Па јас би рекла дека е поприлично тешко. Тоа зависи од тоа колку ние сме спремни да се деиндивидуализираме од самите себе и да запознаеме повеќе таа тродимензионалност на ликот, вистински, отколку во секој лик да бидеме typecasting, да си правиме сами на себе, да сме истиот, да сме ние во секој лик. Јас пробувам најмногу што можам да се оттргнам од себе си, да го запознам ликот вистински и сосема да заборавам која сум јас приватно. А тоа, например, еве, во прв семестар на факултет, цел семестар ни беше кој сум јас. И сега мислам, тоа прашање го поставиш на 18 годишно дете не знам, малку непријатно. И тогаш сватив дека многу е битно да се запознаеш кој си ти, за после кога ќе бидеш друга, за да бидеш друга улога, за да не бидеш ти. А сепак да можеш во процесот на создавање улога да ги поврзеш твоите лични искуства со оние кои треба да ги пласираш во однос на ликот. И еве ако вака направиме од сите твои улоги досега, која улога најмногу ти легневе? Со која улога најмногу се вклопи? Како ти? Леле, секако јас. Па во секоја улога има нешто што станува од нас, бидејќи пак на крај на денот сме ние тие што ги представуваме улогите и што ги мислам, глумата е се освен глумење. Ние тоа баш се зборуваме дека целиот процес на студирање глума или на учење методска глума е всушност ти да научиш да не глумиш, туку да ти е природно. Би рекла дека ликот на Сандра во Тин Камп многу некако ми беше свој на свое, иако воопшто не се поврзувам со како е она да се оградам. Ама не знам, некако пак е тука на таа возраст, во тие некои зададени околности на кои што на сите ни се случуваат и баш поради тоа мислам многу добар проект
самиот тинкам што се случи, бидејќи многу деца си се пронајдоа во тие наши улоги и некако израсна со нас, а улогите се така добро напишани што на вистина од какви проблеми и да се и во какви околности и да се, на крајот си го наоѓаат својот пат. Да, а колку е тешко да се издвоиш од улогата, например, еве кога имаш постојано сетови, снимање и така натаму, и да се вратиш во својата, она приватната, како што ја велиш ти, она што си ти на вистина. Бидејќи често ќе слушнеме, особено во денешно време, луѓето се глумци, сите сакаат да глумаат, сите нешто фејкаат, сите нешто лажно представуваат. Колку е од професионален аспект те прашувам, лесно се излегува од една во друга улога. Колку време можеш да се задржиш на една улога во приватниот живот? Мислам пред се дека ние сите глумиме нешто и во приватниот живот, сакале ние тоа го признаеме или не. Мислам и самиот живот тоа ни го бара од нас, бидејќи ние имаме различни улоги во животот. Мислам, не сме со сите луѓе исти и ниту па треба да бидеме исти со сите луѓе. Освен тоа, мислам дека многу глумиме лудило во приватен живот. Би тргнала од себе. Еве, можеби сега добро, во ред, можеби се и години во прашање. Меѓутоа, претходно јас сум се фаќала многу дека во ситуации каде што на вистина јас се однесувам на начин кој што мислам дека би бил прифатлив во тие околности, а воопшто не сум тоа јас. Сега некако со цело овие јавни појавувања и самата глума која те учи многу на емпатија и на разбирање, мислам дека многу повеќе сум окей со тоа да бидам на вистина тоа што сум и дека на крај на денот која е поентата да изиграваме нешто што не сме и да си се мачиме сами себе. И сега во однос на тоа колку е тешко да се остане во една улога во животот, тоа колку повеќе се запознаваш себе си, толку подсврста ти станува улогата и толку помалку почнуваш да глумиш, според мене. А ете за излегување од улога, што е нели на професионален план, баш мислам дека ми помага тоа што сум на повеќе полиња. Меѓутоа, не можам се лишам од тоа дека кога играм некоја улога или кога сум во процес на создавање на градење лик, моите другарки, мислам и луѓето околу мене, што се не преживуваат и се свесни, пример, ако имам некоја улога, зашто станува збор, бидејќи тоа се манифестира во мојот приватен живот, сакала јас или не. И сега убаво е што на факултет и во таа методска глума се учи влегување во лик, но подеднакво исто се става и акцент на излегување од лик, што е можеби потешко. Да, и не случајно те прашав и си тоа го поврзав и со глумењето во оној виртуелен свет кој што нели едноставно е неминовно, го живееме исто како и овој другиот. И ќе те навратам на филмот Sisterhood, спомена и ти си едноставно беше сочена во еден предизвик за тоа како е да бидеш нападнат на социјалните мрежи. Што со сето она што денеска значи стигматизација, што значи негативни коментари и така натаму, бидејќи претпоставувам дека како млада личност 20 години со целата твоја професија и така натаму, и те како си присутна и на социјалните мрежи во тој виртуелен свет. Колку е тешко всушност да се докажеш и во тој свет? Или пак да го оспориш она што знаеш дека е невистина, а си го почувствувала како директен напад? Па поприлично е тешко, јас би рекла, особено во денешно време сите сме подложни на тоа, бидејќи сите користиме социјални медиуми, сите сме пред камера, сите се пласираме некаков контент, некаква содржина. Еве, ние што свесно сме се согласиле да се занимаваме со јавна професија, мислам дека апсолутно немаме право да ги оспоруваме тие негативни коментари, зашто самите сме одбрале да бидеме ставени на пиедестал на кој што секој има право да ни искоментира, просто таа е работата. Меѓутоа, еве би се осврнала повеќе како млад човек кој е нели на социјални мрежи, толку некако акумулиран хейт и негативност во нашава генерација на кој што се пласира на социјалниве мрежи и не може тоа никого да не погоди. Еве, јас мислам баш
постојано читам искрено коментари под други видеа на мислам особено сега што ги гледам инфлуенсериви од нашиве простори. Мислам, не знам од каде ти е побуди ти нешто такво да напишеш или мислам на крај на денот секој си има право да си го живее животот како сака. Јас ако сум решила се веле станам си снимам видео и си постирам, тоа ќе си го направам. Тебе ако не ти одговара тоа, направи скрол. Со самото таа платформа што е дадена отворена за сите нас, мислам дека и многу погрешни луѓе имаат право на таа платформа и многу погрешни содржини се Да, но тоа не можеме да го спречиме. Да, не можеме да го спречиме, а мислам дека и тоа има голем удел на тие негативни коментари, бидејќи луѓето веќе не прават разлика што е квалитетна содржина, што е апсолутно неквалитетна содржина. Дали сите овие улоги и така натаму, затоа и го споменав, филмот ти помогна на некој начин да научиш како да не паднеш во таа замка да бидеш жртва на социјалните мрежи, на тој притисокот тие. Па искрено дека сум била од мала пред камера и пак е ова индустрија каде што секој има право да ти искоментира на крај на денот, особено и физички, психички, треба да си многу спремен во секој однос. Мислам дека многу сум истренирана од мала и ето самото тоа ти уште од најмала возраст кога ќе почнеш да се одделуваш од тоа што го прават твоите врсници, нема да бидеш прифатен и тоа е факт. И јас сум го поминала тоа и тој булинг и сето тоа навистина го имам поминато и тоа апсолутно ми ма научено. Мислам, сега звучи клише, ама тоа е реалноста. Баш од мала сум научила како да се справувам со тоа и мислам дека сум ги имала вистинските луѓе околу мене ме насочат на тоа дека едноставно треба да си го тераш твојот пат и во некои ситуации на вистина треба да си едно насочен и да не гледаш што се случува одоколу. Еве јас на пример зашто и да ми се случува сега за било каква одлука или што и да направам на било каков начин да искоментирано, јас секогаш се осврнувам на оној најблизок круг на пријатели што го имам. И ете на мајка ми, татко ми, најблиските, на луѓето што ми значат на вистина што мислат во однос на тоа што го правам, а другите на крај на ден имаат право да се искоментираат, и јас имам право да си проценам кој е компетентен нешто да искоментира и како ќе го прифатам јас нивното мислење. Сега ќе те прифрлам на другата страна, каде што ти се соголуваш, како да кажеме, до гола кожа и се представуваш оно што на вистина си ти, што излегува длабоко од твојата душа, а тоа е поезијата. Како го делуваш сето тоа? Дали што те потикна прво да пишуваш поезија? Па и тоа кога зборувам дека се е поврзано, баш поезијата почнав да пишувам преку глумата, бидејќи работевме во МНТ една представа која беше организирана од еврејска заедница, во која што јас требаше да бидам Хана Коен се викаше ликот, кој го поминува периодот на Холокауст и сето тоа се случува. Јас исто имав некои си 12 години и со режисерката тогаш зборувавме и јас поминував многу време во музеј на Холокауст и во тие, мислам, навистина језиви простории каде што јас навистина мислев дека тоа го преживеав. Е сега од оваа дистанца не знам како дали тоа било паметно или не било паметно, бидејќи да го направиш тоа на тие години, можеби не е толку паметно, бидејќи пак се изложуваш на некои си многу страни работи кои не знаеш како ќе влијаат на тебе, меѓутоа ите на мене влијаја креативно, фала му на Господ. И многу се поврзав со ликот и поезијата почнав да пишувам. Ете таа првата збирка што издадена Солза е пишувана од перспектива на Хана Коен. И тоа многу ме доближи до ликот, бидејќи само тоа што го чувствував преку мене, го споив со ликот и го претопив на хартија преку нејзината перспектива. И од таму почнав сентиментални отпечатоци на времето, Солзаите и Чевличкиот тежок воздух. И сега пишувам четвртата. Се надам на крај на година ќе биде издадена, ама ета пак на крај на денот сето тоа е поврзано. И не знам, некако баш кога сум, еве јас пишувам секогаш буквално 3, 4, 5 наутро. Тоа е времето кога имам инспирација, тоа е времето кога можам да пишувам.
И многу е чудно дека најчесто ми доаѓа инспирација да пишувам кога ќе се вратам од некој музички сет кај што е сосема некоја друга музика, афро, хаус, техно, мислам воопшто не поврзано и обожавам да си пуштам класична музика после тоа дека не ми се спие, после тоа премногу адреналин имам. Дали е можеби и некој вентил од сето она што ти го доживуваш во другите улоги преку ден, кога си зафатена со сите тие снимања и улоги и така натаму, за да некој начин да ги пренесеш твоите вистински емоции и да се исчистиш од сето оно кое што треба да го обликуваш за на сцена. Да, многу убаво кажано. Во секој случај тоа е еден издувен вентил, бидејќи ти како актер, особено, секојдневно поминуваш низ толку многу емоции и ти мора сето тоа. Мислам, јас порано се прашав кога плаче ликот или плачам јас? Не може ликот да плаче. Кој е ликот? Што мене ми значи? Еве сега утре играме Ричард трети и јас мојот лик е Лејди Ана. Што мене ми значи Лејди Ана? Колку и да ја запознавам? Мора ти нешто твое да поврзаш со неа и на тој начин ти секојдневно копаш во твоите искуства, а ние како што поминува времето си носиме повеќе багаж и сега за некои улоги треба стварно да зимаш од таму кај што малку боли и пече. Од друг аспект, после тоа треба да си нормален и да можеш да пушташ музика и да си најпозитивен на свет, дека публиката тоа го чувствува, нели треба да пренесеш атмосфера. И кога ќе застанеш и кога ќе си сам во тишина, некако сето тоа произлегува и се вади од тебе. Од каде па дојде целото ова со диџејството? Како стана диџеј и зошто? Значи, како ќе го поврзаш сето тоа? Да, е уметност, но нормално, но па би рекла дека за среќа сум меѓу многу креативни луѓе од секогаш. И имав другарка што беше диџејка, мислам, не беше диџејка, си се учеше да биде. И додека она се учеше, јас гледав, па после тоа другар еден стана сериозно диџеј Димитар и организиравме Енигма, тогаш една организација преку која организиравме ивенти и јас таму бев сосема од друг аспект, мислам договарав за снимање, за сликање, во организациониот дел. И една вечер додека пушташе Димитар музика, ми рече па смени, знаеше дека знам од прилика што како, и ми рече смени 2-3 траки да одам до тоалет. И јас реков, добра, ајде ќе сменам и намести тука. Не се врати. Не се врати? Не се врати. Мислам се врати после многу време, ама за тоа време јас никако мислам тука си луѓето си дошле да се забавуваат, јас не можам само да си отидам и да остане празен диџеј пул да престане музика и некако продолжив тука иако немав некоја кузна каква познавање, ама тоа многу добро го прифатија сите што беа на забавава што организиравме и тоа некако и со социјалниве мрежи сите почнаа сториња да ставаат, видеа, не знам што. И јас уште утре дента имав понуди за ваму за таму да пуштам, викам, ама не пуштам музика. И тогаш другар Андреј ми рече, бе, чекај малку, има потенцијал ова, дај да седнеме, дај стварно да пушташ музика. И тргна работата. Се види интересно. Каква да, музика пушташ? Па, тоа е многу тешко да се предодредиш, мислам да си го најдеш стилот што точно пушташ. Моментално многу ми се допаѓа и пуштам хаус, афро хаус и еве последно ми се допаѓа Макаби. Ама ета не можам уште да специфирам што точно. Ама мислам, еве во однос на диџејството се запознав со толку многу креативни луѓе со кои што сум секојдневно ве поминувам време и во студио и слушам музика како продуцираат и нивни гледишта. Еве имав можност со Семпре, баш морам да ги посочам. Имав можност неколку пати да пуштам со нив во станица. И тие сега преработуваат, ја направија ремикс на Крај, сега гледам на од Дупер, може. И некако баш ме мотивира да си наоѓам некој свој правец. Јас ќе ти посакам успех. Зашто и да се предодрежиш и понатаму, иако и самата, како што те најавив на почетокот, не си личност која што се фокусира само на една работа, сака да испробува, сака да експериментира, сака да се пренаоѓа во секаква улога, ева, ако може така да се каже во животот. Што за тебе е вистински успех?
За Ако ги мене- земеш сите работи со кои што се занимаваш, дали тоа е награда на фестивал, најраспродадена книга или пак, не знам, одржан некој голем настап на кој што ќе има премногу луѓе на твојот диџеј сет. На крај на денот би рекла дека пред било која улога во животот и професионално или приватно, ние сме луѓе пред се. И ние сме суштества што имаат чувства, што имаат мислам што едноставно постојат без ништо да се вон тоа што се нели професионално или приватно, и затоа би рекла дека за мене вистински успех е кога ти се чувствуваш исполнет, среќен и си меѓу вистинските луѓе. Сега дали утре тоа ќе биде, не знам, така што кажавте, распродадена книга или ќе биде полна сала театарска или било што, не е важно, меѓутоа ета мојата работа е таква каква што бара ти да се поврзаш со публиката, и за мене најголем успех е ако мојата енергија некако допре до гледачот. Барем еден да е. За мене тоа е огромен успех, искрено. Пред крајот би те прашала каде се гледаш себе за 5 години. Најдовте твоите мене, ме планови? прашате, не знам кај ќе се најдам за 5 години како што тргнала. Добро, меѓу сите овие интереси, предпоставам дека имаш некоја малку повисока цел која што си ја задаваш пред тебе да Да. достигнеш. Дефинитивно еве во однос на снимањава се запознав повеќе себе си, сватив дека баш ми е интересен целиот тој процес и на pre-production и на постпродукција, и би сакала еве мастер да продолжам со продукција, па да видиме на тоа поле каде би завршила. Сега искрено гледам многу голем потенцијал во DJ дуото што го почнуваме со Елена Ивановски, што е DJ, ќе се вика The After. Гледам дека би сакала да направам во овие следни 5 години некоја разлика кај нас во однос ете и на младите кои повеќе треба да одат во театар, повеќе да гледаат квалитетни филмови, и исто така ете да се промени малку тој поглед на клабингот и на излегувањето како нешто неубаво, и да не се наметнува многу таа клин естетика на младината, бидејќи сега не е моментот кога го имаме здравието и го имаме можностите да танцуваме и да слушаме музика и да бидеме поопуштени. Мислам дека треба да живееме на Се максимум чувствува сега. ли тоа дека недостасува културно забавниот живот помеѓу младите, дека не доволно посетуваат културни настани и можеби немаат ни доволно простор за забава? Се чувствува? Како млада личност го чувствуваш? Па јас би рекла дека самото тоа што кај нас нема некои одредени места каде што излегува таа и таа генерација, па на друго место таа и таа, него ние не знам, еве буквално јас кога почнав да излегувам, кога кажував дома кај одам, татко ми викаше како одиш таму, и буквално јас излегувам таму. Тоа не ми се допаѓа, мислам дека тоа го прави клабингот да го перцепираат луѓето како нешто негативно, бидејќи многу различни генерации се измешани на едно место, можеби тоа малку треба да се распореди. Би рекла дека ние сме на овие генерации, некои се многу некако посветени на уметноста, за чудо. Посетуваат театар, Посетуваат. Вака си задоволна како тоа изгледа? Да, ма мислам дека тоа може да оди многу подалеку, бидејќи ете и театарот и филмот, сето тоа е пренесување на искуство, што мислам дека треба малку повеќе и посериозно да се пласира на младите уште од помала возраст. Ета, можеби баш и во основно, во средно, уште од тоа време, дека тоа се гради карактерот, понатаму веќе се вадиме на навики. Што би се рекло пред тебе животот, Марија, но еве за крај, јас би те прашала како успешна млада личност, кој е најдобриот совет кој што можеби ти си го добила од некој твој повозрасен колега, и кој совет би сакала да им го дадеш на сите кои што ќе го следат овој подкаст, без разлика од која генерација се, но е фокусот нека биде на твојата генерација, на младите луѓе. И па има нешто што мојата генерација би се поврзала со овој термин. Искрено, мојот најголем совет е be delusional. Буквално, живејте во заблуда, живејте си во свој свет, дека на крај на ден сите сме си луѓе сами за себе, направи си твој некој свет со твои луѓе, со твои замисли, терај си по тој пат, и пак би се вратила по тоа, ставај си се во зададени околности, бидејќи
тоа во најнеочекуваните и најексперименталните околности, бидејќи на таков начин најмногу ќе се запознаеш себе си. Марија Јанчевска, ти благодарам за ова гостување. Се надевам дека ќе ни дојдеш пак со некои нови работи кои што ќе сакаме да ги пренесеме нели пред публиката, за да знаат какви успеси се постигнуваш на сцената. Фала ви на вас многу, приубаво си поминав. Ви благодарам и вам што не следевте. Довидување.